можел да бидам. Порасна би можел да бидам добар учител, доктор да бидам. Кога ќе порасна би можел да бидам многу работи би можел да бидам. Дали воз или авион ќе возам, или играчки полн камион. Толку многу работи би можел да бидам, а знам само едно. Дали воз или авион ќе возам, или играчки полн камион. Толку многу работи би можел да бидам, а знам само едно. Добро утро, кој од вас е Даријан? Повелете влезете да ме прегледа докторката. Доктор, ќе повели докторът на нашия мал пациент. И благодарам. Добър ден. Добър ден. Ако можем да ви помогнем, младо момче? Болмеш. Може ли сега да го видим на гръбцата? Свърти сената му и отвори густата и рече малко е цървено грълцето. Може ли сега да направим едно диши-диши? Свърти се малко. Добре, няма нищо на градината. Сестро, айде да му измеряме температурата. Айде да му измеряме температурата. Айде, младо момче, да му Айде, младо момче, да видим како ќе измеряме температурата. Открени стиск. Доктор ќе топломеров покажува 38 степени. Ядеше ти вчера, младо момче? Дали ядеш овошје, зеленчук или да погодам? Дедо, вчера кога ме взимаш од граница,
Много ми се яше, му купи тост и дома го идвах и пия хладна кока-кола. Оградинка? Зарем няма да се оградим? Там има толкова хубава храна, пълна е с зеленчи и с овощи. Дариан. Денеска имахте среќа. Денеска е тука докторката специалист педијатр. Таа работи у државната болница и ги лекува малите деца. Повелете докторки. Те боли мешето? Каде те боли? Овде. Добро, Даријан. Стани сега малку. Добро е со мешето, се е во ред. Од сега ќе примаш одредена терапија. Ама ќе внимаваш. Од сега наместо тост ќе јадеш здрава храна, полна со зеленчук и овошје. А наместо кока-кола ќе пиеш свежо цедено сокче. Втора пациентка много ја воли прстите. Благодарам. Како се викаш, принцезо? Мила. Што ти е на прстето? Не боли. Хајде да го видиме ние прстето што те болело тебе. Аха, овдека гледам некој многу си ги грицкал ноктињата, а со тоа си ги привлекла бактериите и си го инфицирала ноктето. Ова е веќе за на хирург, ама од сега ќе внимаваш да не си ги грицкаш ноктињата. Дојди, сестро, да го преврземе прстето. Можел да бида. Дали воз или авион ќе возам, или играчки пол камион. Толку многу работи би можел да бидам, а знам само едно. Докторке, имаме итен случај. Моите две момчиња играјќи фудбал се повредија. Хајде да ги видиме. Легни ти тука, младо момче. Легни го. Полека, внимавај. Камо да те видиме тебе? О, добро. Ова ќе треба една мала преврска, не е многу повредено. Повелете натака, ние да го прегледаме малиот пациент. А ова е веќе за на хируршка интервенција. Сега ќе ти дадеме упат за на хирург. Малку остани. Од сега за натакај ќе внимаваш кога ќе играш фудбал. Убаво е да се спортуе, ама треба да се внимава. Како се викаш, младо момче? Гори. Немој да се плашиш. Сега ќе ја прегледаме раната и ќе извршиме една мала интервенција. Повели. Сестро, дајте ми газа. Да, доктор, инструментите се стерилни и газата и преврските се е стерилни. Благодарам. Еве ја, ставаме раничката и повели, сестро. Добро е, извршивме една мала интервенција, но од сега треба да внимаваш. Да не се повредиш многу, за да не мораме да влегуваме во операциона сала. Да, и мојот татко операциона сала. Неговата операција траеше многу долго и јас ќе учам повеќе пораз, ќе станам доктор и ќе спасувам многу животи. Така е, браво. Големите операции се прават во операциона сала. Тие ги прават хирурзи кои што треба да бидат многу способни и силни за да ги обават тие тешки операции. Па затоа, како што велиш ти, спасуваат многу животи. Браво! За да се стане
доктор треба да бидеш јак и силен. Така ли е? Браво! Ајде, деца, сега видовте како овдека ние си игравме доктори. Сакате ли да одиме да ги викнеме нашите другарчиња и да одиме во вистинска болница и во вистинска хируршка сала? Сакате? Да! Ајде да се фатиме за раче, да си ги викнеме другарчињата и да одиме во болница. Добар ден, дечиња. Како сте, добри ли сте? Да. Јас сум Чичко Александар, добре ни дојдовте во болницата во ВЛС. Ке сакате да ви ја покажам сега да видите што работиме ние тука? Да. Ајде па да ми кажете и вие што знаете за нашата работа, што ви кажале учителките, добро? Да. Знаете нешто? Да. Супер, паметни сте вие, умни дечиња. Ајде, повелете. Вие бевте прво, ви покажаа што е доктор, така? Што работи докторот? Докторот лечи. Лечи, браво. И? Им помага на луѓето, така? Дечињата. И какви доктори има, знаете ли вие? Хирурзи. Одма од хирурзи почнавте. Знаете каде одите? Други какви има? Има доктор за деца, така? Има доктор за заби, така? Како се вика тој што е за заби? Заболекар, така. Има доктор за око, така? Доктор педиатар. Педиатар, тој за што е? За дечиња, така? Да. Така, сега, значи, вие сте тука да видите на хируршкото одделение, да ве запознаеме за доктор хирург. Кој каже што чул за доктор хирург? И што прави доктор хирург, знае ли некој? Или сега ќе видите? Оперира, браво. Значи, ова е амбуланта, каде што работи докторот хирург. Тука идат луѓе кои што имаат потреба да бидат лекувани, така? Најчесто луѓе кои што идат на хирург е поради потреба нешто ако се повредиле, паднале, дупнале глава, се исекле нешто и треба тука да им се лечи раната. Така? Некој од вас бил ли така повреден? Така и нека остане. Ти, што ти беше тебе? Сисаков тука на раката. И тука ли дојде? Не, дома. Дома? Добро. Некогаш кога ќе се исечат така луѓето, треба да дојдат. И ти дома? Ја тука се пресеков. Ја тука се. Добро. И што е важно сега некој кој ќе се пресече дома или кога сте биле на лекар? Што ви прават? Ако паднете да си изгребете нешто? Нечистат со јотче. Ете така, браво. Значи, Пато след падне поскали се стане. значи, тоа што треба да се направи е прво раната да се изчисти. Оти раната не смее да биде нечиста, така? Ако биде нечиста, може да... Што може да биде? Да загнои. Да се инфицира. Браво, па вие сте знаеле бе медицински термини бе, сите ги знаете. Значи треба раната да биде чиста, да се изчисти за да не се инфицира, да не загнои. Ако е мала раната, тоа може и дома да ви изчистат со јотче, што кажа, со алкохол и слично. Мало. Со ракија, така. Ти го чистеа ли? Со јотче. Добро. Значи, некогаш може да има потреба, ако е поголема раната, да дојдете на лекар. Кога ќе дојдете на лекар, ќе ве однесат кај хирургот за тој да ја изчисти убаво раната.
Значи, за да може хирургот да исчисти раната, тоа што е најважно, прво треба да биде средината каде што работи хирургот чиста. Значи, се треба тука да ни биде нас чисто, уредно, за да не се инфицира раната. Втора работа што треба е хирургот да работи со чисти инструменти. Ќе ви ги покажам ја после инструментите кои што се употребуваат и исто со што работи хирургот. Што е ова? На раквици. Како се викаат тие на раквици, знае ли некој? Гумени, добро. И се ставаат на рака за да бидат чисти, така? Ете така. Значи, овие на раквици треба да ги стави хирургот и овие се стерилни на раквици. Така се вика кога се чисти. Сте го чуле тоа? Не. Добро. Значи, треба хирургот да ги стави тие на раквици. И полека, значи вака, да не ги допре однадвор на раквиците, за да останат чисти. Вака, само одвнатре. И после да работи. Значи, со што ја чистиме раната? На некој која му чисти. Газичка. Што е газичка тука, знаеш ли? Што е газа? Ова што е? Газ. Така, значи овие се гази со кои што се чистат раните и се прават преврски. Така? Значи, газите може да бидат вака раздиплени или сестрите, за да поубаво изчистиме, ни ги спремаат и ни ги диплат вака во едни коцкички. И овие коцкички се викаат тупфери. Запамтивте? Да. Еве, фанете да видите како изгледа кога ќе се здипли, земете си да ги видите како се диплат. Тоа е газа. После, еве газа така. Ете, земете си по едно тупферче. Ова е еден инструмент со кој што најчесто се зимаат и се фаќаат газите и тупферите. Некој видел ли вакво нешто? Знае ли што е ова? Што е ова? Како се вика? Штипалка или инаку може и штипалка да се рече. Инаку? Пинцета. Сте чуле за пинцета? И еве вака се зимаат тупферите и газите. Се фаќаат и се чисти, се мести. Ќе ви дадам после да пробате. На крај. Сакате да пробате да видите? Добро. Покрај пинцета, друго што може да искористи докторот е за поубода. Ова што е? На што ви личи? Ножица. Ама ова сече ли? Што мислите? Вака го гледате? Може ли ова да сече? А? Значи не е за сечење, а ножицата е за сечење, така? Што е ножица? Ова што е? Ножица. Еве ја ножицата каква е за да сече и еве како може да пресече. Така? Да. И со неа може да ја пресечеме газата, ако например ни треба помала газа. Повише гази, например. Ете, значи вака ќе ја пресечеме ако ни е многу голема. Некогаш раната кога е многу голема, што треба да ја направиме? Да оперирам. Или што треба ако е многу отворена, широка раната? Да ја зашиеме со игличка. Ете така. Сега, за да ја зашиеме со игличка, треба да имаме специјален конец и игла за шиење. Така? Че прво треба да ја изчистиме, а после треба да ја зашиеме. Овие се тие конци и иглички, кои што се, ај ќе отвориме да ги покажеме. Вака спакувани. И вака се спакувани за да бидат чисти. Така, се што работиме треба да биде чисто, треба да биде стерилно. И кога ќе отвориме, вака е спакуван конецот со игличката. Еве игличката. Ја гледате? Да. Еве сите ја видите, само не фаќајте да не се боцне некој па. Со оваа игличка како шиеме ние сега? Со рака, со прст, што мислиш? Со прстите. Ама гледај колкацка е, можеме ли со оваа со прсти да шиеме? Не. Што мислиш? Вие што мислите, можеме ли? Не. Значи, ни треба со нешто да ја фанеме за да шиеме.
факелка, таа факелка, еве таа факелка посебна, што ни е за иглата. Така? И многу едноставно, оти оваа факелка ни служи за да ја држиме иглата, затоа се вика како? Иглодржач. И еве вака, значи треба да се држи иглата, да се зашие раната. Со шо ги чистиме раните? Со газичка. Значи, со газичка, ама имаме посебни средства, така? Некој рече дома со шо му ја чистеле раната? Јод, добро. Значи, тоа го користиме и тука во болница. Друго, шо може да искористиме? Ова е, прво ја чистиме раната, ако е многу нечиста. Ако е многу нечиста да има, кога ќе паднеш во раната, шо може да има? Крв. Освен крв си паднал на земја, на песок и шо може да влезе во раната? Кое? Ова? Да. Па тоа е тоа што е јод. Кој е друго? Кој е белко? Тоа е исто посебно средство за чистење на рани. Тоа е уствари за чистење на кожа. Ова е за чистење на рани кога имаме. Прво ја чистиме раната со хидроген. Чул некој за хидроген? Да. Зашо се користи друго хидрогенот? За да се чисти газата. Ете така. Значи прво со хидрогена кој е многу нечиста, раната која ќе паднеш може во неа да има камче, така? Може да има песок, може да има дрвца, може да има тревка некоја, така? Песок. Или срша. Срча може да има, така. Сега за сето тоа најмногу најдобро да излезе ни помага хидрогенот. И прво која ќе земеме Или таква бучка од пенкал. и тоа може, се може да има. И за тоа прво ќе ја земеме газичката и ќе ја натопиме со хидроген и ќе поминеме, ајде. Значи, кој што кажав, докторот сам не може да работи, затоа мора да има сестра. И сестрата му помага, и докторот мора да му биде се што работи чисто. Сега, ако го фане докторот ова шише, ќе се изволка, така? И за да биде чисто, сестрата му помага и ќе му даде прво хидроген за да ја изчисти раната. Еве, вака ќе го натопи и ќе помине на раката, или ако е на рака, или на нога, или каде. Така, ќе помине еднаш, ќе изчисти со хидроген, или на глава, и после ќе го фрли. Ќе земе друго, ново, суво, чисто, и после ќе помине со едно друго средство за чистење, кое е исто бело такво. Со него ќе помине уште еднаш раната. И на крај со ова, што е ова? Јод, така. Значи сите овие средства треба да ја изчистат убаво раната. И на крај ќе намачка. Ова на шо ви личи вас? Ако Кока-кола ви личи ли? На сите деца? Кокафе? Тоа такво. И кога се мачка тоа ништо не боли, не е страшно, така? Ништо не боли. И кој ќе изчисти така раната, докторот, после тоа ќе стави врз неа газа. Така, ќе стави газата врз раната, да стои. Може да стави уште една газа. Ако не ја шие, или ќе ја шие со игла, со конец, така. И ќе ја преврзе со шо? Шо е ова? Завој. И со завојот што се прави? Се преврзува, ќе го отвори завојот и ќе ја преврзе врз раната. Ќе си замислиме, Мартинче, дека има тука рана. Така, Мартинче? Да. И сега ќе си замислиме дека ние му ја чистиме раната. Ќе ги ставиме ракавиците чисти. Ќе ги спремиме инструментите. Ќе спремиме тупфери и гази. Така. Еве ги тука и сестрата ќе биде тука да ни помогне.
Кој ќе исчистиме, што ставаме врз раната прво? Газа! Газа ставаме, вака ќе ставиме врз раната газа и после ќе го преврземе. И со што преврзуваме? Со завој. Еве сега Мартинче ќе го преврземе како стварно да е рана. Би можел да бидам